Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина. Вечерва со професорката Мирјана Најчевска, добро вечер. Добро вечер. И акторот Сашо Тасевски. Не знам зашто волку официјално ве најавив како професор и како актер, кога сите ве познаваат, редовни наши гости, ви благодарам што секогаш се одзивате на поканата да ги чуеме вашите ставови за повеќе теми. Пред почетокот на емисијата, Сашо, ми кажавте дека ви се јавиле група граѓани од Гостивар со една желба да се актуализира проблем кој што за жал не е само во делови од Гостивар, туку во повеќе места во државата. Нешто што во 2026 година никаде не треба да се случува, меѓутоа за жал во Македонија има. Да не зборувам ја за што се работи. Се работи за населбата Циглана во Гостивар под манастирот Преображение Христово. Малце кој знае дека таму луѓето војна водат од 2015 година да добијат вода за основни хигиенски услови за пиење. Наводно проблемот бил поради недоволен притисок, не можело да се пушта вода преку цел ден, па така да секој ден имаат само по 2 сата вода, кога немаат, кога имаат. За секаква употреба. За секаква употреба е страшно што населбата има многу стари лица, има лица со инвалидитет, нормално има деца, има во некоја, мислам, од секоја возраст луѓе, така да хигиенските основни услови не им се запазени, тоа е некој чисто етнички македонска средина, вака, ако тоа нешто значи. Мислам дека е ирелевантно тоа. Они воделе борба тамо со советници, со ован, меѓутоа општината никогаш не нашла за сходно од 2015 година до сега да им обезбеди во 21 век вода за пиење за основни хигиенски услови. И луѓето се стварно веќе им е дојдено преку глава и мислеа дека на овој начин позитивна смисла да ме искористат, да дознае македонската јавност за проблемот и евентуално да се направи притисок врз локалните власти тамо да конечно да им го решат проблемот. Тие стварно мислам Гостивар не е негде на крајот на светот, на крајот на криштата, него е во срцето на Европа, ние знаеме какви заложби имаме за Европската унија, ова е едноставно недозволиво. Професорка, зошто уште вакви проблеми постојат во држава? И то не е само од Циглана, туку има и други места. Ова е многу страшно и она што може би треба луѓето да почнат да размислуваат во таа насока е дека во многу држави правото на вода е прогласено за основно човеково право. Веќе влегува и во уставот на некои држави. Значи, не станува збор дали треба да имаат или не треба да имаат, туку тоа е една појдовна точка, нешто за што не треба воопшто ни да се разговара, нешто што се подразбира во 21 век, дека треба да го има секое човечко суштество. Така што ова што се случува на вистина е нешто што не може ни да се замисли, посебно не во држава, како што вика господинот, кој што претендира да влезе во Европска унија. Добро, значи како медиуми ние можеме да апелираме или да направиме историја не само за ова место, туку и за сите други места во државата каде што луѓето немаат вода, сега одат летни периоди, температурите се високи и луѓе стварно е бизарно уште да разговараме за овие проблеми, нешто само што е тешко за луѓето, тука е навредувачки државата да има вакви проблеми во 2026 година. Треба да потегнеме иницијатива да го прифатиме како основно човеково право, правото на вода. На тој начин не само водата за пиење, туку и се она што е поврзано со нашите извори, со нашите реки, со нашите езера, кои што на вистина не ги третираме на начин на кој што би требало да ги третираме, за да можат да бидат дел од она што представува и наследство и иднина на другите генерации. Текна само на еден бизарен споредба ми текна, мислам дека нешто може би има врска, но како да ви кажам, кога веќе спомна професорката право на вода и така натаму, мене ми текна у истиот момент, да не каже што на мене немаше да ми текне, дека ако се сејаме добро 2001 беше затворена браната во Липково, беа лишени од вода граѓаните на Куманово и мислам дека за тоа никој не одговараше. А сега се чудиме зашто се уште се провлекуваат вакви проблеми, чисто како споредба ми текна. Тие што требаше да одговарат беа министри во владата и раководеа со нашите животи, тоа е друга тема. Да, но гледате некоја поврзаност може да се најде. Добра, не планиравме вака да ја почнеме емисијата, спонтано дојде, меѓутоа мислам дека е многу важно. Сашо, ќе го искористам вашето присуство вечер да расчистиме на дилема кој што можеби вие затворивте преку социјалните мрежи, меѓутоа можеби не сите го знаат епилогот, а тој е од Сојузот на жени на СДСМ ве обвинија за говорна омраза против жените.
Ма глупост. Вие реагиравте за тоа. Ај, може што се случи? Најави и пријава за тоа. Ма глупости, каква пријава, какви бакрачи, Зошто е глупости? блокирање на вакво на акаунтот на Facebook најавија, тоа се глупости невидени работа. Сега немам ни намера јас сега тука да објаснам да се, значи тоа е извадено, не е извадено од контекст, но погрешно интерпретирано. Меѓутоа кога реагира политичка партија, Ма не реагира, не им е да битно нив јас тоа што сум го рекол. Они сакаат да ме заќутат заради другите работи што ги зборам. Тоа е проблемот. Ова има еден вид параван. Значи кулиса за која што можат да се скријат, ете, права на жени, некој ова, што нема врска. Значи не сакам да се цитирам од проста причина што ќе излезе дека се правдам тука. Немам таква намера, поготово немам намера на нив да им се правдам. Но беше тотално погрешно интерпретирана. Мојата изјава, која што во суштина беше прашање, дали ти би се осеќала убаво кога некој би ти побарал ова, за да ти вети ова, за да добиеш ова. Како ќе се осеќаш во тој случај? Беше како реторичко прашање поставено тоа. А беше поврзано со она што таа партија го правеше и се уште го прави, кога бара по секоја цена да ги внесеме бугарите во уставот, тоа се игра по нотите на нивната агенда кон за бугаризација на Македонија. Значи, тоа беше како една пластична споредба, дека од нас се бара да направиме исто тоа, да дадеме се, а за возврат, ако сакаме под уцена, под ултиматум да добиеме ова. Ке ни даете ова за добиеме. Тоа беше споредбата. Врска нема никаква. Што е ставил група со Како не? Ма затоа што тоа се удбашки методи за некоја компромитација. Значи, јас, како им кажав таму, им кажав, утре, еве, ќе доеме до суд, ја вас викам, јас таа Шукова ќе ја тужам, рецим, пошто не ми се извини уште. Ќе доеме на суд. Како ќе објасните вие на суд, како и сведоци ќе најдете еден кој што ќе потврди Сашо навредувал жени, Сашо тепал жени, како што има човек во партија, кој што е регистриран, политички комесариме, еден од главните идеолози у партијата е регистриран тепач на жени, у јавност. Мене најдоа, пита Гомдарка да ми прават удбашка. Добро, само внимавајте. Не, па така е изразот. Да, Тоа е знам, изразот, таков е да, изразот. Таков е изразот. Така да у таа смисла беше и затоа така реагирав нормално. Затоа што не може. Проблемот им е друго, што сакаат да те зачутат. И сега они нормално нема да кажат, не ни се свија тоа што го збориш другото против нас, ај сега ќе најдеме некој тамо паметен утекнало, дај види ова е сега супер за да за да му накалемиме, за да му залепиме етикета на жено мрзет, жено тепач. Што да е? Добро. Професор, мислам, ваквата дебата доаѓа во моменти кога има зголемен број или откриени или пријавени случаи на семејно наследство, каде што жените се жртви нели на така наречени алфа мажјаци кои што решаваат со ќотек да кажат колку се неинтелигентни. Меѓутоа, колку овие навијачки песни што се пеа по освојувањето на некој титула, се не знам што беше, првак Вардар на Македонија во првата фудбалска лига, имаше и од Пелистер такви некои навивачки песни, од Шкендија секако редовно. Колку ваквото прославување на спортски успеси го храни тоа против она што ние како општество се бориме против тоа, односно насилството врз жените. Добро, мора да се прави разлика меѓу она што е индивидуално кажано и она што се појавува во ваков вид на манифестации. Значи, ја навистина мислам дека треба да се направи една расправа за тоа која е границата на слободата на изразување, затоа што многу често се злоупотребува таа граница и луѓето го извлекуваат како навреда, како клевета и слично, нешто што може би е кажано многу често во индивидуален разговор, во контекст или во рамките на она што представува узречица која што се употребува во секојдневниот говор. Меѓутоа, она што се случува во спортот и на спортските надпревари, тоа е нешто за што веќе се водени расправи, се уште се водат расправи и на едно европско и на едно светско ниво, заради тоа што спортот дефинитивно може да биде искористен и за ширење на дискриминација, за ширење на мизогонија, за ширење на хомофобија, афрофобија, исламофобија. Значи, бидејќи станува збор за големи маси
кои што имаат моќно влијание на она што представува градење на јавното мнение и посебно градење на свеста на младите, многу се внимава на тоа што се случува на спортските надпревари и на кој начин се пласираат ваков вид на навреди. Така што овие две работи не можеме да ги споредиме, меѓутоа тоа што се случува кај нас на надпреварите е дефинитивно на едно многу ниско ниво и дефинитивно мора да се застане на тоа и да запре таа еуфорија на навредување која што се пласира. И во тој контекст се и свиркувањето на македонската химна, Апсолутно. и свиркувањето на 1 минута молк за жртвите од кочани, сите- извици некои милитантни и така се натаму. искористува таа маса и тој емоционален набој за пласирање на пораки кои што немаат врска со спортот, кои што се далеко од она што би требало да представува спортот. Спортот кој што треба да обединува, не да разединува. Не може спортот да биде употребен како основа за таков вид на генерално навредување на цели групи на луѓе. Едно е кога го навредуваш судијата, нели, па кога го пцујат судијата и слично заради тоа што не се задоволни од неговото судење. Друго е кога се излегува со навреда на цели групи луѓе и тоа пред се врз дискриминаторска основа. Добро, навивачките песни не се нежни никаде во Европа да видиме реални. Не е само тоа проблемот, тука е многу потежок проблем, затоа што ние бевме сведоци на едни такви настани која се распаѓаше една држава. Фактички, првите тие наративи на силнички, наративи на поделба, наративи на национализам, на омраза, на шовинизам, на сепаратизам. Динамо Црвена звезда. Не Динамо само Црвена звезда, се појавија многу претходно на многу други мечи на превари пред да дое Динамо Црвена звезда. Затоа Динамо Црвена звезда го кажуваат почеток на војната во Хрватска, што не е реално така, фактички не е така, но на некој начин метафорички е така. Затоа овие инциденти од типот свиркување на државната химна, не знам, на националистички наративи, кажување, зборува за нешто сосема подлабоко дека општеството е страшно поделено по етнички линии и дека е практично веќе многу далеко отиде на работата да тоа не може да се санира никако. Што е? Многу наликува на она што се случуваше пред распадот на Југославија, на спортските терени низ Југославија. Многу е слично. Мене уште повеќе ме загрижува сепак родовата дискриминација. Значи, да искористиш еден таков надпревар за да дискриминираш по основа на род или на пол, да понижуваш цела една структура, значи да ги понижуваш сите жени и слично и да не го препознаваш проблемот и да не се извиниш фактички за направената грешка, за мене тоа е навистина голем проблем. Добро. Само на професоркава да ја кажам, значи таа конкретно таа песна, значи таа навивачка група ја пее уназад 30 години. Таа не е од вчера песна. Значи до сега не е реагирано. Сега конечно после 30 години ради X причини некој ја препозна каква е. Нели, и кон кога е насочена и дека е нели мизогина и така натаму и така натаму. Дали тоа значи дека општеството можеби зрееме во некој сегмент? Нема врска. Или на некој му треба тоа? Не, може би на некој му притребало моментот, изреагирал, се знае, ајде да не кажуваме дека му притребало, него дека вистина реагирало од некој вистина човечки принципи што ги имал, високи морални принципи. Но ништо нема да се постигне ако остане на само на препознавање. Но, ако почне државата да санкционира, затоа што сега веќе појма немам, у Англија имате на секој стадион видеонадзор, па да види кој ги поттикнува тие навивачи на одреден говор на омраза или не знам што, па тие да се приведат, па да им се забрани доживотен влез во стадион, како што и во Англија. Англија така со хулиганизмот се справи. А ние вака само ако сме ја препознале песната по 30 години, мафни работа, ништо не правиме ако нема санкции кон тие што го поттикнуваат тоа. Тоа е целата работа. А сите пеат песни. Ги кажавте и вие кои се. И тие најчесто се искористени од политичките партии, тие навивачки групи. Ние тоа добро го мислам се знае тоа дека е така. Да. Сашо кажа дека тие песни дел од тие песни се уствари индикатор за поделеноста на општеството. Дали навивачите пример на Шкендија и нивните песни можеме да ги ставиме равенка или знак еднаквост со ставовите на албанската заедница во Македонија? Или е лошо да се генерализира?
Прво не е само Шкендија, значи ова е двострана улица. Значи и македонските земете друг тип, не мора Шкендија само како пример и го земам. македонските набивачки групи користат неверојатен говор на омраза и поттикнуваат многу непријатни чувства кои што се базираат на стереотипи, предрасуди и како што реков пред тоа, бидејќи се толку моćни тие да поттикнат на големи емоции, имаат неверојатно големо влијание, посебно врз младината. Така што прво да, значи зголемувањето на бројот на етно препознатливи навреди во песните на навивачките групи е знак дека постои голема поделеност на општеството. Е знак дека не се работи со младите во насока на препознавање на говорот на омраза и спротивставување на говорот на омраза. И во секој случај е знак дека нешто врие, дека нешто се случува и дека треба политичарите во власта да се стават прст на глава и да седнат и да размислат на што е показател нешто вакво. Според вас на што е показател? Показател е дека многу работи кои што требале да бидат разговарани, не се разговарани, многу работи кои што требале да станат дел од образованието, не станале дел од образованието, многу работи се шират по социјалните мрежи како рекла казала и тоа во затворени етнички кругови и автоматски се создава тој емоционален набој меѓу етницитетите. Значи, секој од етничките групи меѓу себе си зборува и, знаете, тоа е како кога еден ќе каже нешто, па другиот ќе надодади кое што врска нема, не е негово искуство, третиот ќе надодади за да може да се направи важен, четвртиот уште повеќе и одеднаш се создава приказна која што нема врска со реалноста. Ваквите приказни, ваквиот начин на градење на судир меѓу етникумите не спречува да ги видиме вистинските проблеми, вистинските меѓуетнички проблеми, вистинската дискриминација која што постои на овој или оној начин и не овозможува да делуваме како држава во целина. Добро. Ако имате нешто повеќе да затвориме оваа тема. Тоа и порано, тоа е показател дека ние исто како и таа претходната држава која што живеевме, не успеавме за овие 30 години ниту да почнеме да градиме нација. Уште помалце успешни, ја мислам дека сме во тој процесот што беше социјалистичка федеративна Југославија до смртта на Тито. И тоа е, мислам, голем, и тоа сега излегува на видел. Мислам, не може така, не можеш ти заедничка, тоа со овој го правевме мовет со Муслију, тука го кажа. Значи не можеш ти да створиш нација ако секој дува у своја етничка тиква, ако си поделен по етнички линии. И ако постојат партии како што постојат, нели, по етничка основа и така, мислам, тука изгледа ја сгрешивме некако целата работа. И едноставно затоа велам, ова се показа индикатор се овие работи што се случуваат на стадионите, на спортските терени, на тој неуспех да се направи сплотеност, да се изгради нација. И мислам дека тоа е голем проблем за воиднина за Македонија. Како се гради нација? Тоа ќе биде буре барут. Па ете кажа делумно професорката како. Значи тоа мора да бидат сите фактори у државата ангажирани од поимање од образование до медиуми и на крај до политички гарнитури. Да се зборува на тоа дека секој има интерес во оваа држава да биде заедно, да се гради заедно, да се биде едно, но тоа е. Во суштина, уште од почеток некако луѓето не ги сватија основите на демократијата. Основа на демократијата не се етничките групи, туку индивидуата, граѓанинот. Потоа врз основа на она што представува демократска структура која што се гради, се добиваат и правата на колективитетите, правата на етникумите и слично. Меѓутоа, во основата на државата мора да биде граѓанинот кој што е ослободен од она што представува етничка
припадност, за да може таа индивидуа со своите човекови права понатаму да ги добие и колективните права кои што и припаѓаат врз основа и на меѓународната регулатива и врз основа понатаму на нашиот устав и законите. Значи, во основа на општеството мора да биде индивидуата. Индивидуата не се одредува само преку етничката припадност. Секој индивидуа има многу идентитети. Да речеме, јас имам 50 идентитети. Како професор, како македонка, како некој што потекнува од Прилеп, мајка, како сестра, баба, некој што чита, да речеме, научна фантастика, која што го сака Херкул Пуаро. Значи, тоа се различни идентитети. Поголеми или помали, со појаки корени, со помали корени. Во моментот кога само етничкиот идентитет го исфрламе на површина, тој ги маскира сите други. И затоа не можат луѓето веќе да комуницираат меѓу себе врз основа на различните интереси, туку комуницираат како затворени две групи врз основа само на етничкиот идентитет. Сакам да кажете дека луѓето не сваќаат дека треба да се борат за своите индивидуални права, а не мора тие да ги остварат преку етничките права. Значи, дека сега се мисли колку поголеми етнички права, толку поголеми индивидуални права. Сушност, напротив, колку повеќе се затвораме во етницитетот, толку повеќе ги губиме индивидуалните права, заради тоа што етничката припадност се претвора во партиска припадност. Во моментот кога таа етничка припадност ќе се претвори во партиска припадност, ние добиваме партизирано општество. И одеднаш се чудиме, зашто ни е партизирано судството, зашто е партизирана администрацијата, образованието и слично. Тоа е проблемот кој што го направивме. Значи, наместо кога преидовме од системот на социјализам во овој демократски систем, да го градиме системот на индивидуалните права, да ја градиме демократијата базирана на граѓанството, ние ги задржавме колективитетите. Да. Тоа е грешката направена уште во структурирањето на нашиот устав. Колку политичарите, свесни за ова што го зборувате, го искористуваат незнаењето на граѓаните. Супер, и наместо имаше едно истражување, мислам и на медиумите одеше, дека да речеме учениците и средношколци и основци кои што учат на албански јазик, на мајчин јазик нивни, имаат послаби резултати во образованието од тие што зборуваат и учат на македонски. Не сега не мислам дека ако учите на македонски повеќе ќе научите, зборувам за колку се вложува во образованието и сега не име тоа проблем каде што ќе треба да интервенираат, да се подобри образованието на нивните сограѓани по етничка основа, туку се оди да се притиска за правосуден на албански јазик, за стручен испит. Кој има според вас како професори од поголема тежина? Значи, дефинитивно, иначе тоа се истражувања за резултатите од PISA тестовите. Добро. И тие се многу објективни резултати и тие покажуваат дека прво во Македонија воопшто учениците се најслаби на целиот Балкан. Точно. Значи, ние имаме неверојатно неквалитетно образование. Од тоа најслаби припадниците на етничката албанска заедница, значи на етничките албанци, тие имаат уште послаби резултати. Значи, како да доаѓа до некое гетоизирање на одредена заедница, кое што се поставува визави или наспроти сите останати потреби и проблеми само со блокот на етничката припадност. Тоа ги обојува сите работи. Да речеме, не е важно на одредено место да дојде во администрацијата најдобриот администратор, некој кој што ќе биде добар за сите граѓани и кој што ќе може да им ги реши на соодветен начин проблемите со кои што се соочуваат, туку да биде некој од конкретна етничка заедница. Во моментот кога ние го внесовме етницитетот во замена за мерит системот, во тој момент ние упропастивме државата. Според ова што го велите, дали е точна тезата, дали ќе противречите или ќе прифатите, дека определени политички елити можеби свесно
ја искористуваат недоволната функционална писменост на дел од населението да може да ги контролираат со крајна цел тие како политички и економски елити едноставно да живеат убаво и комотно врз нивниот грб. Ама не на дел на населението. Значи, нашето население е неписмено, политички неписмено, не е научено критички да размислува, не е научено, ние немаме функционална писменост. Немаме функционална писменост и тоа ни е главниот проблем. И автоматски многу лесно тие луѓе можат да бидат манипулирани и да бидат групирани. Како стадо овчички ги групираме во одредени трла и потоа ги фрламе едни против други. Наместо да ги решаваме заедничките проблеми со кои што се среќаваме како во Циглана, што е, нели, со водата, како Велешкото езеро, како сите реки наши кои што се најзагадени. Мислам, здравството. Ние имаме, сега излегува дека имаме најлошо здравство во Европа. Најлошо. Па почетната состојба на нашето здравство, кога излеговме од поранешна Југославија, беше на повисоко ниво од сите околни држави. Значи, само Словенија имаше повисоко, подобар здравствен систем. Никој наоколу немаше. Како успеавме ние наместо да градиме, врз тоа ние пополека да го уништиме. Само со ова, создавање на колективитети и искористување на тие колективитети од страна на политичкиот фактор. Добро, имавме доктори, професори на медицина што беа познати и почитувани во цела Југославија, имиња и презимиња кои што сите ги знаеме. Кој знае дека шведскиот здравствен систем е пресликан од југословенскиот, они го копира југословенскиот систем на здравствена заштита. Што понатаму од тоа да се зборува? Добро, Тасевски многу ми намислат дека преку Европската унија и процесот на приклучување, дека за овие сите дефекти кои што ги зборуваме тука е дека едноставно побрзо ќе ги поминеме, бидејќи едноставно ќе имаме ментор. За да се случи тоа, барем за сега какви што се условите, се уставните измени. Дали ќе биде така, за секогаш не знаеме. Од председателот на неголемата политичка партија повика на референдум, па го актуализираше прашањето или инсистирањето на брзи уставни измени изминатиот период. Што мислите за тоа? На опозицијава лидерот што повика на референдум? Да, тоа мислам. Да. Така кажав, мислам или сгрешив? Да, јас сама не дочув, па за тоа потпрашавак. Значи, он имаше, таа партија имаше свој референдум во 2018 година, кога стоеше тамо дали сте за влез во ЕУ и промена на името. Поголем дел од мнозинството, тоест македонците, го бойкотира референдумот. Тој беше прогласен за неуспешен, а овие си го прогласија како беше тоа за, како рекоа СДС, дека е консултативен. Така. Но во очите на светот тој беше неуспешен референдум. Они врз основа неуспешен референдум донесоа одлука да се промени името и со сите последици тоа што ги носи. Но поентата ми е друго. Ти значи еднаш си добил одговор на тоа дали граѓаните се за влез во ЕУ, за ориентација кон ЕУ, за аспирации кон ЕУ со уцена, со ултиматуми. Ти си го добил одговорот на еден референдум со тоа што го бойкотирале скоро 1 милион луѓе. Нели? И сега ти бараш една друга работа, фактички луѓето излезат пак на референдум за да гласаат дали се за ЕУ и за ова влез на Бугарија во Уставот. Кога се јасна ситуацијата, јасен е односот, размерот каков е во Македонија, дека огромен број од македонците, не зборам за останатите етнички заедници, голем дел, најголем дел од македонците се против секаква ЕУ под ултиматуми. Значи, кога се наоѓаш под некаква уцена или појма немам ултиматум. Така да, ова мислам дека му е, како да ти кажам, еден вид пак на барање во ракавици на да дојдеш на власт преку референдума, не преку избори. Се знае, ако сакаш ти да минуваш, да ги пуштиш бугарите во Уставот и да отвориш Уставот, треба, нели, правилото е демократско да дојдеш на власт, да оставиш власта. Власта не можеш да ја оставиш ти преку било каков референдум. Ако му е тоа, ти кажувам, Кирко Сети се снao феноменов. Него ти треба да
имаш избори, да победиш на изборите, да доеш на власт и тогаш да направиш она што мислиш дека треба да направиш, ако сметаш дека од тоа нема да имаш последици. Целта ми е кој е причината и поводот за ваков политички маневр, кога испитувањето на јавното мислење, барем тие што ги знаеме, дека над 80% се против промена на уставот од граѓаните. Така нешто бе може професорката тоа правно подобро ќе го интерпретира од мене, но ви кажам што е поента. Поента ви ме дајте ние референдум за ние да дојдеме на власт. Оти преку избори нема никогаш да дојдеме. А како преку референдум ќе дојдат на власт? Па не може да дојдат. Сакам да ти кажам, тоа е еден вид на замена на тези прави. Не знам како да ви кажам. Оти јасно е све у држава што е. Јасен е каков е ставот на мнозинството население у Македонија, дека нема отварање на уставот, нема пуштање на оние така наречени, ќе ги кажам сега со полно право, бугари, затоа што видовме дека они биле финансово подкрепувани за да бидат бугари. Така, нивни човек кој што го правил тоа, го кажа тоа, го порача од Софија и бара од нив да се аутираат, да излезат од шкафот, да бидат публични бугари, да бидат јавно да ги кажуваат своите бугарски ставови, и своето бугарско потекло. Значи ти во една таква ситуација фактички бараш да се отвори устав за да пуштиме некои македонци кои што подпишале да бидат бугари за пари. Да ги пуштиме во уставот, да ги внесеме во уставот како државотворен народ, што нешто направил за оваа држава во историјата. Мислам, абсурдна ситуација комплетно, поготоа после ова сега што излезе последниот скандал, што беше, кај што отворено си кажа човек што го правил тоа дека финансово ги купувал за да сменат идентитет. Значи, абсурдна е целата ситуација. Едноставно ја не знам, освен да е тој еден од тие, само не овие што се българи по кшти што ги вика овој или приватни бугари по дома, него овој од тие публичните јавни бугари па да ја штити до крај нивната агенда. Па затоа можеби секој ден бара да го отвориме уставот. Тоти ова е ненормално за држава, за партија како СДС, секој ден да бара нешто што го бара официјална Софија. Да се отвори уставот, да се пуштат тие така наречени купени македонци што треба да глумат бугари за да влезат во уставот. Мислам, добро, може некој се чувствува и интимно како бугар, не знаеме тоа. Професорка, исто до прашање за вас, што со овој политички маневар, како гледате?